Данило Величковиќ, шестооделенец од училиштето Христијан Карпош, Лазар Николовски, седмо оделение од Кочорацин, осмооделенките Нина Милошевска и Лора Николовска од Крсте Мисирков, Ангела Јаневска и Мати Илиевски од Кочорацин и Ангела Мартиновиќ од 11 октомври, деветооделенци, се учениците кои што се пласираа на државен надпревар по географија. 42 ученика со 15 ментори од 9 основни училишта викендов учествуваа на регионален надпревар по географија за учебната 2022-2023 година во организација на Сдруженијето на професори по географија, професор доктор Љубе Миленковски од Скопје. Домаќин на надпреварот, како и честопати досега, беше основното училиште Толи Зордумис. Најпрви одат училишни надпревари во секој училиште, каде ги избираме најдобрите ученици по географија. Секој училиште има право по 3 ученика во секоја генерација, 6, 7, 8 и 9 оделенија. Понатаму одат учениците на општински надпревар по географија, сите ученици што имаат над 85 поени се пласираат на регионален надпревар. Токму ваквите надпревари со голем број учесници и одличните резултати говорат дека постои огромен интерес за изучување на предметот географија, заради што професорите не се согласуваат со новиот концепт за 6 оделенија, со кој географијата, како што вели Николиќ, се трга од задолжителните предмети и се спојува со некои сродни науки. Таа потенцира дека и статистиката покажува дека учениците сакаат да го изучуваат предметот географија како задолжителен предмет. Според податоците, ако минатата година на државно ниво имало околу 700 учесници на општински надпревар, оваа година бројката се зголемила на 1250 учесници. Или пак ако на регионален надпревар минатата година во Кумановскиот регион имало 36 ученици, годинава бројката достигнала 43. Ние, сакаме да престане експериментирање со овој предмет, затоа што го имавме од подолго време го имаме овој проблем, од тип на ставање на географија во Кембридж програма. Некако успеавме да ја тргнеме географија од Кембридж програма. Втор проблем ни се појави со учебници, веќе 4-5 години немаме учебници за 7 и 9 оделенија, така да се справуваме со потешкоти во предавање. Ние имаме наставен план и програма по која треба да реализираме наставата по географија, но се соочуваме со различни бројки, стари бројки, од кој учебник да се учи, и доаѓа тој проблем посебно на надпревари како денеска. Користени различни извори на информации. И трет проблем е овој проблем сега што е актуелен со новата концепција за 6 оделенија. Предмет географија се трга од задолжителни предмети, а постапно од наредни години 7, 8, 9 оделенија ќе се тргне скроз предмет географија. Ако се тргне предмет географија, се соочуваме со големи проблеми, посебно на наставен кадар. Второ, секој основно образование досега било темало од некои предмети кои биле столб на основно образование, тоа се математика, македонски, географија, историја, биологија, и сега географија се трга од задолжителен предмет или се ставаме во некои модули, спојување со некои сродни науки, така да ако не се изучува географија во основно образование, како ќе продолжи да се изучува во средно образование, па институтот за географија дали воопшто ќе постои. Само овде во ово училиште сум веќе 20 години, веќе имам 4 ученика кои имаат завршена студија по географија. И 2-3 ученика студии по туризам, што е на нашата катедра тамо при Природно-математичкиот факултет. Ке почнеме со реакции преку медиуми, преку социјални мрежи, за да географија се остане како задолжителен предмет, како еден столб на основно образование. Членовите на Македонско географското друштво сметаа дека предметот географија не само што треба да остане задолжителен предмет во основното образование, туку и треба да се заштити, односно да стане национален предмет по примерот на Хрватска. Сите членови на повеќе географски здруженија што постојат во Република Северна Македонија, Географско македонско друштво како најстаро здружение на професори по географија ЗПГМ од Скопје, географска сфера, како од градот, така и од нашата држава, сме на едно исто мислење, да не само што да се остане задолжителен предмет географија во основно образование, туку и да се заштити да стане национален предмет, да одиме по некој модел на Република Хрватска, која е членка на Европска унија од 2013 година, и таа си го заштити својот предмет географија како национален предмет. Ние можеме да користиме образовни системи и концепти на други држави, Кембридж програма, фински модел, но зошто да не користиме до крај тоа? Можеме да видиме како тие работат, но ние не сме на нивна територија.
Едно образование и една држава мора да се го заштити својот јазик, своја територија и своја историја. А тоа се тие предмети македонски, географија и историја. Државниот натпревар по географија ќе се одржи на 13 мај годинава во Скопје.